На првиот ден од февруари, фудбалскиот клуб Осогово го одржа официјалниот тренинг пред стартот на продолжението на првенството. По 2,5-месечната пауза, фудбалерите се собраа на теренот на стадионот Никола Мантов, каде редовно ќе течат кондиционо-тактичките вежби под раководство на новиот шеф на стручниот штаб Зоран Филипов и на неговите помошници Кире Тодоровски и Лазар Балдазаров. Со оглед на одличните временски услови во овој период, се очекува подготовките да течат без проблеми, а играчите брзо да се вратат во форма. Колку дозволуваат условите, играчите се прилично редовни, доаѓаат на сега имаме проблем некои што идат на работа прва смена покасно до 3,5 до 4, ама ќе се среди тоа бидејќи сега денот се веќе зголемува. Ќе почнеме покасно со тренинзи. Филипов е оптимист пред продолжението на првенството, иако вели дека е свесен за постигањата што ги имаше клубот во есенскиот дел. Есенскиот дел многу малку бодови има, освоено 11 бода. Сега ќе се трудиме колку можеме да надокнадиме нешто, да го подигнеме малку нивото на Осогово, да не е на толку ниски гранки. Па се надеваме дека со работа и труд, и со малку среќа дека ќе успееме во тоа. А ја како што ги знам играчите, мислам дека овие што се претходниот тенски дел што се играли, сите останува тука. Сега има некои најави да се вратат некои од овие наши играчи што се отиделе, преговори сме, управата преговара, не знам уште што да ви кажам. Според шефот на стручниот штаб на Осогово, за сега се планира играчите да имаат по еден тренинг во текот на денот, но во зависност од временските услови и од тоа како тие ќе бидат ангажирани околу работните обврски, можно е да се тренира и по 2 пати дневно. Освен тоа, до почетокот на пролетниот дел од првенството се планира да се одиграат и 10 пријателски надпревари, кои ќе имаат контролен карактер.